ден! Ние подготвени ве очекуваме и денеска да бидете заедно со нас. Точно 12 часот, Алфа Ординација, ново издание со нова тема и ново дружење и соработка во однос на темата. Некако го истрошивме и првиот месец од оваа нова 2017 година. Стигнавме до последниот ден. Се надевам дека убаво ви измина со оглед на тоа што имавме празници и семејни дружења и дружења, време за дружење со пријатели со оглед на тоа што имавме и студено време, па некако повеќе останувавме дома, но оние кои што имаат проблеми со виење на раце, нозе и се друго што реагира на променливо време, сигурна сум дека во изминатиот период има некакви проблеми. Денеска ќе зборуваме на тема која што е поврзана со еден начин на лекување токму на таквите проблеми. Станува збор за хидротерапија. Многу од нашите гледачи ја искористија и можноста која што им ја даваше владата за банско лекување. Некои од нив отидоа и на свој трошок, само затоа што овој начин на лекување е навистина добар, па денеска одбравме токму таква тема. Сите вие кои што имате прашања врзани со хидротерапијата, ве очекуваме веднаш по гледање на прилогот кој ќе не воведе во темата. Кога станува збор за лекување на телото на природен начин, хидротерапијата се смета за еден од најдобрите. Позната е како добар начин на опуштање на мускулите и срцето, а се смета и за одлична гимнастика за целото тело. Иако една од најстарите познати терапии, таа денес има добиено многу поголемо внимание. Како еден од античките методи на лекување, хидротерапијата се користела за лекување на болести и повреди од страна на различни народи, вклучувајќи ги и египтјаните, асирците, персиците, грците, евреите, хиндусите и кинезите. Водата се користи за ревитализација и враќање на здравјето. Во хидротерапевските третмани се вклучуваат и сауните, парните купатила, купките, примената на ладна вода и топлите облоги. Најдобри резултати при хидротерапијата се добиваат при загреаност на водата од 36 до 37 степени, најчесто во посебни кади. Комбинацијата од студена и топла вода овозможува зголемување на циркулацијата како постапка која доколку се повторува подолго, може благотворно да делува и да лекува проблеми со повеќе органи. При опуштање на телото се овозможува крвта повторно непрокинато да тече до сите органи и овозможува нивна подобра и поефикасна работа, што воедно е поврзано и се енергијата и метаболизмот на самиот организам. Хидротерапијата се користи и кај здравите луѓе при примена на различни купки, но бенефитите кај болните луѓе се истражуваат се уште и најмногу се однесуваат на лекување на тешки болести како ракот. Научно е докажано дека има поволно влијание врз канцерогениот тумор и неговото намалување и помош при срцевите болести при комбинација на топла и студена вода. Дополнително, хидротерапијата се користи и како детоксификатор кој ги исфрла од вашето тело сите штетни материи. Хидротерапијата најмногу се препорачува за луѓе кои имаат проблеми со зглобовите, психички проблеми и анксиозност, проблеми со мускулите и ревматски болести. Незината ефикасност е можна при соодветен избор на методот кој треба да се искористи и прилагодување на температурата за соодветната болест. Алфа Ординација, хидротерапија, лекување со помош на вода е денешната тема. Ќе ја разработиме со доктор Аница Хаџипетрушева Јанкиевиќ, специјалист по физикална медицина и рехабилитација, и доаѓа од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добро ден, Иве, додека траеше прилогот, коментиравме колку навистина е добра водата за лекување на многу болести и вие велите наместо зимување одите на бања. На бања. Еве, тоа е добар пример за нашите гледачи и верувам дека во текот на овој час и 15 минути ќе научат нешто што можеби не слушнале, не почувствувале на сопствена кожа како може водата да им помогне и веќе ќе резервираат некое место во банските одмаралишта. Така. Ајде на почеток да кажеме што е тоа всушност хидротерапија, што се подразбира под овој термин. Самиот збор, ако го поделиме, хидротерапија представува терапија, односно примена на вода во лекувањето.
Примината на водата во лекувањето може да биде со потопување на целото тело, може да биде со потопување на дел од телото, може во најавата беше спомнато од типот на ладни облоги, топли облоги со вода, парните бањи и сауните, значи сето тоа спаѓа во доменот на хидротерапијата. Не е ништо ново, не е ништо ново откриено и револуционерна хидротерапијата, потекнува уште од многу одамна. Старите грци, египтјани, Месопотамија, уште 2500 години пред новата ера сватиле дека луѓето кога се нервозни, кога имаат одредени тегоби во однос на болки, повкачена температура, омалаксаност, со потопување во вода, односно во оние купки бањи што ги правеле, се чувствувале после тоа многу подобро. Меѓутоа сето тоа било некако лаички, само затоа што виделе дека им е подобро. Веќе старите римјани ги градат оние први римски купатила кои што ги има и во Македонија, наоѓалишта за целно лекување во однос на тегобите со помош на вода, и тогаш се и филозофите Гален и Целзиус кои што први почнале да прават записи за позитивното влијание на водата со цел на лекување. Потоа има некој период на замирање на хидротерапијата и воопшто лекувањето со вода, на некаде 19-тиот и поготово 20-тиот век таа доживее голема експанзија, со кое што се докажува дека, односно се применува и се развива моментот дека лекувањето со вода во суштина не е само кога имаме болест, не е само кога имаме тегоби со локомоторниот систем, туку е лекување кое што помага целокупно на целиот организам, лекување кое што помага во однос на релаксација на нервниот систем и не мора само кај болните луѓе, туку може и кај здравите луѓе за зачувување на здравието. Значи не само да се лекуваме, туку и да си го зачуваме здравието. Така, познати се и оние турски бањи кои што ги имале и тука. Тоа се повеќе како парни бањи. Ајде да кажеме. И редовно оделе луѓето. Редовно оделе луѓето, баш, ама оделе за зачувување на здравието, не толку за... Така е, да, се капеле, иако дома имале услови, нели сепак оделе во тие бањи, бидејќи во тоа време тоа било сауна, претпоставувам, да. Тој верувам дека некој од нашите гледачи ќе пренесе можеби некое искуство од оние навистина постарите, бидејќи јас се сеќавам, баба ми раскажуваше на времето за тие бањи и навистина благотворно делувале. Во овој сегмент сакам само уште да ве прашам, бидејќи споменавте повеќе видови различни болести, што е со канцерот? Јас, еве и во прилогот споменавме дека дури има сознание некој дека може и на тоа да делува. Вистина ли е? Дека може да се излекува карцином со хидротерапија немаше. Меѓутоа дека во одредени фази на болест се трудиме да го олесниме и да го подобриме квалитетот на живот, дефинитивно хидротерапијата може да има голема улога. Затоа што самото потопување во вода, самиот потисок што го прави водата, самото елиминирање на гравитацијските сили, многу го олеснува движењето во водата и со таа цел може полесно да се движи, полесно да се подобри циркулација и на тој начин да се олесни квалитетот на животот. Точно е дека постојат и одредени термални води кои што може да се користат и како води, како бањски води за потопување, имерзија, и како води за пиење. Некои од тие води насекаде низ светот да се смета дека имаат терапевтско, односно лекувачко дејство, меѓутоа пак ќе кажам, не можеме да речеме дека карцином може да се излекува со хидротерапија или со вода. Само можеме да го подобриме квалитетот на живот. Така е. Ајде да кажеме, бидејќи споменавте дека и за болните и за здравите е добра водата, ајде да кажеме колкаво е значењето на хидротерапијата во медицината. Значењето навистина големо. Значи почнуваме од тоа дека започнала како дел од алтернативната медицина. Затоа што луѓето се чувствувале поубаво.
Меѓутоа, во денешно време веќе во секој сегмент од медицината може хидротерапијата да се пронајде како еден од гранките за рехабилитација. Дали е тоа за респираторни заболувања, дали е тоа за кардиоваскуларни заболувања, дали е тоа за заболување на локомоторниот, дигестивниот или или гениталниот тракт. Значи во секоја гранка веќе од медицината, во најголем дел, нели, може хидротерапијата да си го пронајде своето место. Повторно, не како метод на лекување, туку како метод на рехабилитација и метод на подобрување на квалитетот на живот. Така. Добро. Ајде да наброиме кои се видови на хидротерапија постојат, бидејќи има повеќе. Вака, хидротерапијата може да биде со ова обична вода што ја нарекуваме и терапија со минерални води, односно балнеотерапија, терапија со термални води. Хидротерапијата водно, нели ако ја поделиме според типовите на вода која што се користи. Според начинот на применување, тоа може да биде со целосно потопување, односно имерзија на телото, односно кади, базени и слично. Потоа може да биде со потопување на делови на телото, нога, стопало, колено, шака, зависно што е потребно да се лекува и која е температурата на водата која што ја користиме со различна цел. Потоа може да бидат тушеви, значи топлоладни тушеви, високомлазни тушеви, бисерни купки или меѓународот познати како джакузи бањи, заштото што нели како бисерчиња излегува водата под мерчињата под притисок. Потоа може да бидат како сауни, нели што ги спомнавме, или топли или ладни облоки. Сите овие типови на користење може да бидат и со обична и со термална вода. Во последно време многу модерно и покажано дека многу корисно е хидрокинези терапијата, односно вежбањето во вода. Затоа обично се користат или кади, каде што имаме потопување на поголем дел од телото, па тука терапевтот треба пасивно да изведува одредени движења со помош на пациентот, активни вежби како што се во базените, во поголемите базени како што ги имаше на сликата во воведот, нели, во кои што се одвиваат со различна температура нормално, во кои што се одвиваат вежби за добивање на одредени движења во колку има проблеми со локомоторниот систем, или нешто што е најново, односно помодерно, тоа се вежби за траки и подводни точаци, и подводни траки, кои што служат и за рехабилитација, меѓутоа и кај здравата популација за намалување на телесна тежина, за кондициони вежби, за подготовка во спортување и на спортисти, и на професионални, и на рекреативни спортисти. Се видело дека утврдено и докажано дека хидрокинезитерапијата е еден од најубавите методи за рехабилитација во однос на повреди на локомоторниот систем во еден стадиум, од една страна, и подготовка и припрема и на рекреативните и на професионалните спортисти во воведување во моментот на спортување. Така. Споминавте вие ништо што еве мене ми остави впечаток за кој што сакам да зборуваме, тоа е температурата на водата. Рековте различна температура. Ајде да кажеме нешто за таа температура на вода, бидејќи јас прочитав дека многу е корисно со студена вода да се тушираме, што на овие температури никако Баш и не е пријатно. Да. Грубо, температурата на водата во хидротерапијата се дели на ладна вода, која е некаде, тоест многу ладна вода, која е некаде до 20 на степени, потоа од 20 до 28 отприлика е ладна вода, иако најчесто на базините е толкава, меѓутоа е ладна. Во медицински класификации така спаѓа. Потоа има една индиферентна или неутрална температура која што е до 34 степени Целзиусови и таа е она која што кога ќе влеземе во вода не чувствуваме разлика голема разлика помеѓу нашето тело и температурата на водата во која што сме влегле и е, можам да кажам, и најпријатна. Потоа од 35 до 38 степени зборуваме за топла вода, која што пак е повозрастните и во однос на релаксација е многу поубава, ама пак во таа вода не може да се врши хидрокинезитерапија, затоа што загревањето на организмот не е позитивно во
топла, ајде да речеме, вода. И веќе над 38 степени зборуваме многу топла и жешка вода, вода во која што да ја користиме во медицински цели, меѓутоа се престојува многу пократок период. Така, бидејќи претпоставувам кожата може да се Не е само до кожата, туку представува големо оптеретување за кардиоваскуларниот систем. Така. Значи, како што е стрес ладната вода за кардиоваскуларниот систем, така стрес е и топлата вода. Да, туширањето со топла вода е убаво, со ладна вода е убаво, меѓутоа се прават неколку секунди на менување на топла и ладна вода. Гледаме на телевизија во оние руски земји и дури деца надвор на мраз, на студено ги капат со студена вода, како е тоа возможно? Не е тоа баш со студена, значи влегуваат во топла вода, а се надвор е ладно. Тоа сакав да ве прашам. Просторијата каде што всушност се изведува и тоа е хидротерапија на некој начин, нели? Треба да биде со температура како водата или и тука има разлика? Не може да има температура, затоа што ако речеме дека е најпријатна температура од 31-32 степени Целзиусови или за изведување на вежби во вода, тогаш не можеме да имаме и температура на соба од 32-3 степени, тогаш ќе биде многу топло, заситена со влажност и ќе ни се слоши. Температурата на воздухот зависи и температурата и влажноста на воздухот многу во однос на хидротерапијата. Не треба да е повисока од 23-4 степени Целзиусови. Меѓутоа, потопувањето во потопла вода значи дека во надворешноста, за да може, подолго тоа што велите, во руските зими, скандинавските зими се потопуваат во топла вода, а надвор е прилично ладно, тогаш тие се потопуваат во температура на вода која што е нешто повисока, односно околу 37-39 степени Целзиусови. Тогаш и нема толку големо оптеретување на што го споминавме на кардиоваскуларниот систем, заради тоа што е надвор ладно, па со вентилирањето, односно со дишењето, некако вршиме рамнотежа. Како не се разболуваат? Не се разболуваат. Ние бањати од дома не излегуваме надвор кога е студено. Пробајте, ќе видите дека е убаво. Да, им верувам, затоа што тоа е традиција кај нив и со години го практикуваат, па дури и деца, нели, капат на тој начин. Верувам дека има благотворно дејство. Навистина е многу пријатно дејството, кога надвор врне снега, вие се наоѓате во бања со топла вода. Одлично. Кажете ми, дали во таа хидротерапија се употребуваат и некои дополнителни средства од типот на соли, некои ароматизери? Воколку зборуваме за хидротерапија која што е за смирување на нервниот систем, релаксација, тогаш да се употребуваат етерични масла кои што делуваат опуштачки, тоа е арома хидротерапија, тоа се обично се ставаат во кади, купки, бањи, кои што се помали и служи за опуштање. Во однос, кога зборуваме за терапевски цели за подобрување на локомоторниот апарат, тогаш да може да се додаваат од типот на морска сол или некои други минерали, кои што ни се подобни, затоа што со топлината на водата се отвараат порите и навлегуваат, значи тоа е хемиско дејство на водата, навлегуваат минералите и го подобруваат екстензибилитетот на меките ткива и ни помагаат во рехабилитацијата. Меѓутоа пак самите термални води, балнеотерапијата, самите термални води покрај својата топлина што ја имаат од изворите, содржат и одредени минерални средства, односно минерални материи, како што се карбонати, сулфати, сулфиди, некои благо радиоактивни материи, како што се радон, јодиди, кои што навистина позитивно делуваат врз организмот и врз екстензибилитетот на меките ткива и во целиот процес на рехабилитација. Така. Тука кога зборуваме за видови и односно за температура и за дополнителни, еве рековте, соли, сакам да ве прашам како делува морската вода. Значи во летниот период одиме на море, тоа го практикуваат веќе и повозрастните во оној период кога децата се уште на училиште, па плажите се само нивни. Како тоа делува на здравието на повозрастната популација?
апсолутно не. Хидротерапијата комплетно делува, самата вода кога ќе ја погледнете делува пријатно. Значи нема дополнителна сол во базени, нешто, ова е природно. Меѓутоа зависно и кое море. Секое море има свој салинитет, односно количество на сол кое што го има и одредена температура. Ако тоа количество не е, нели да го додаваме ние, меѓутоа е сепак корисно во однос на подобрување и олеснување на движењата, во однос на смирување на воспалителните процеси и во однос на подобрување на целата циркулација во организмот. Така, сега на памет ми падна Мртвото море, каде што има концентрација на соли најмногу. Најмногу, да. Таму па од друга страна заради големата концентрација не можете да вежбате, не можете да се потопите во вода. Така е, точно не може ни да се плива, туку едноставно седиш и ја чувствуваш густината на водата. Мислам дека таму има одредени околни делови во кои што се разредува, да речем, водата и се користи во хидротерапевтски цели. Добро, јас себе од искуство да кажам дека многу е добра таа вода, бидејќи сум влегла во морево. Добра е и за лечење на рани, малку боли на почеток. Кожните заболувања апсолутно така што ќе го поврзиме, ќе го поврзиме нели со овие дополнителни соли кои што ги ставаме во екцемите, псоријазата, кожните површни заболувања, тоа е друга тема да не навлегуваме, меѓутоа апсолутно солената вода пријатно им делува и сонцето во комбинација. Добро, ајде да кажеме кои се болести, нели подетално ќе зборуваме за болестиве, можат да се лекуваат со хидротерапијата. Во однос на тоа, нели, како водата делува на различни системи, различна температура делува на различно на организмот, така и различни заболувања можеме да лекуваме. На почетокот, какво е пак нели дејството на водата, за да можеме да се насочиме кон кои заболувања. Прво, водата има апсолутно дејство врз целиот кардиоваскуларен систем, со тоа што се подобрува циркулацијата. Поладната вода не забрзува заради тоа што не ни може долго да се престојува во ладна вода, меѓутоа оние купки топла-ладна вода ја интензивираат циркулацијата со тоа што вршат брзо ширење и собирање на периферните крвни садови, заради тоа се забрзува циркулацијата, да има одредено оптеретување врз срцето, меѓутоа се што е дозирано и правилно се работи, не е штетно. Тој начин на забрзување на циркулацијата помага за подобра исхрана на меките ткива и органи. Од друга страна, пак побрзо ги абсорбираат токсичните материи, односно го забрзува метаболизмот во организмот, се забрзува елиминацијата на токсичните материи, односно се стимулира уринирањето при потопување во односно при пливање, при хидротерапијата. Целиот овој ланец на покренување на метаболните процеси на циркулацијата делува и на стимулативно лачење на одредени хормони. И она што во однос на мојата струка најмногу не интересира е подобрувањето на релаксирањето на мускулатурата и подобрувањето на екстензибилитетот на меките ткива, но ние зглобни капсули, лигаментарен апарат кои што ни се потребни во однос на добивање на соодветни движења при различни заболувања. За болестите сакавте да продолжите? Не сакав да само и кај ревматичните заболувања делува водата, се користи нешто поладна вода која што делува смирувачки врз зглобовите. Не значи дека ако има некој реума или како често што се вели дека не треба да влегува во вода. Да, треба, меѓутоа со одредена температура. Така. Имаме гледач, сакав да го вклучиме гледачот, да го чуеме прашањето, па ќе продолжиме за болестите кои што се лекуваат со хидротерапија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Јас од лично искуство можам да кажам дека ладната вода, односно Кумановска бања, која бања беше на отворено и работеше сега веќе за жал е затворена, не работеше само од мај до септември и јас од нејзе видов голем бенефит за депресија, за нервите. Пред 30 години не може со ништо да се смирам, во бања идев на утро пола час, толку пола час требаше да се седи и навечер пола час, 15 дена, 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 15
3 години идех и фала Богу, нервите се смирија. Сега многу ми е жал што не работи да се оди така човек. Да. Тоа можам да го кажам од лично искуство. Терапијата ја комбиниравте со медикаменти или исклучиво хидротерапија? Не, и со медикаменти, меѓутоа и пред тоа со медикаменти само користев, не ми помогна. А кога ја уфрлив и бањата, тогаш бањата мислам дека ми помогне повеќе. Одлично. Одлично. Еве едно убаво искуство. Ви благодариме што го споделивте ова со нас. Одлично. Да. Има повеќе нели бањи во Македонија, ако зборуваме за балнеотерапијата. Некои не работат со тој капацитет со кој што можат да работат. Еве Кумановска бања е затворена, потоа Катлановска бања, која што е близу до Скопје, навистина со квалитетна вода, која што е богата со минерали и е со топол термален извор. Потоа иде Бања Банско во Струмица, која што има изворска вода од дури 71-2 степени Целзиусови, која што е навистина и богата со минерални материи и се добри за ревматски заболувања, за тегуби со локомоторниот систем, за состојби после скршеници, после повреди. Дури и Бања Банско заради својата топлина е добра за генитални заболувања и за гастроинтестинални заболувања. Исто така и негорските бањи, иако непријатно мирисат, тоа е констатација на сите, меѓутоа баш тоа богатство со сулфати делува позитивно и врз гастроинтестиналните заболувања, особено што таа вода, смртлива вода, мислам дека се викаше делот, можно и да се пие. Значи, иако е непријатна за вкус и за мирис, може да се пие, навистина луѓе со гастроинтестинални тегуби одредени ја конзумираат. Меѓутоа е добра и во однос на заболување на локомоторниот апарат, дебарски бањи, едни од најстарите, мислам, бањи, Кочани бањата, потоа во Штип, Кежовица, така да навистина сме подрачје кое што е богато со термални води, кои што се со навистина добар квалитет и треба сето тоа да се искористи. Жално е што за да одиме на бања треба нели да излегуваме од работа и сите тие секојдневни активности да ги имаме, кои што не ни дозволуваат нели слободното време да ги имаме, меѓутоа жално е што сметам дека во градот за среќа се градат базини, ама не се уште доволно за хидрокинезитерапија, значи зачувување на здравието. Проблемот со одржувањето и проблемот со просторот е навистина голем и се изнаоѓаат разни методи во кои што дали се тоа ќе бидат кади во кои што ќе може да или помали базени во кои што ќе може да се изведуваат вежби, или тоа ќе бидат подводни хидротраки кои што нели повторно многу позитивно влијаат врз рехабилитацијата кај пациентите после имплантација на колено, после скршеници во овој период сега. Да. Што настана, потоа многу позитивно се влијае врз стимулирање на целиот систем ако е подводна трака, затоа што се полни со вода до одреден степен и може нели да се изведуваат и спори вежби во однос на споро одење, меѓутоа и брзо трчање или брзо возење на велосипед во подводни услови, се стимулира циркулацијата и се заради тоа што она што го кажав, се елиминира гравитацијата и се олеснува движењето, е многу позитивно и кај здравите луѓе во воведување на моментот на спортување. Особено што сите имаме некоја навика да најнапред лежиме некој си зимски период и не бидеме многу активни и кога ќе го видиме првото сонце да почнеме да спортуваме и веднаш почнуваат болки колена, кичма, зглобови и толку е од нашиот ентузијазам за спортување. Хидрокинезитерапијата, односно почнувањето на спортување во вода пред да се почнат сувоземните спортови, навистина го адаптира телото кон надворешните услови и е многу позитивно. Значи сега е период да почнеме со хидрокинез. Да, со хидрокинезитерапија. Одлично, па после ќе возиме велосипед. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Повелете.
Добар ден. Се јавам на гледачка, видиш, ме боли кичма. Од кичмата... Од кичмата ме боли ногите позади, цел нерв и од двете нозе не можем да одам. Добро. И во која бања би требало да одам? Да. Предпоставив дека ќе има вакви Прашање, прашања. да, во која бања, И значи... дали ќе има физикална терапија? Добро. Бањските лекувалишта во Македонија сите заедно се со оддели за физикална терапија, значи баш за тој се викаат бањски лекувалишта. Кога би биле само за рекреација, би ги викале спа центри. За сега се само лекувалишта. Во која бања? И Катлановска, и Бања Банско, и Нигорски бањи, и Цапа бањите, односно Дебарските бањи имаат поволен ефект врз ревматолошките, односно заболувањата на локомоторниот систем, во овој случај лумбоисцијалгија, како што би кажа пациентката. Меѓутоа, зависно е каква е нејзината кардиоваскуларна состојба. Заради тоа што мора да се внимава. Не дека не сме, меѓутоа имаме ограничување во однос на температурата на водата и во однос на времетраењето на престојувањето во вода. Може ли тоа да го објасниме? Што значи лоша кардиоваскуларна? Која температура треба за проблеми со срце? Тоа е многу индивидуално, меѓутоа прво се какви, дали се хипертензивни тегоби, односно дали имаат висок притисок. Така. Потоа дали имаат тегоби со срцевата работа, односно со фреквенцијата на срцевата работа. Дали имаат тегоби во однос на силината на срцевиот мускул, односно кардиопатиите. Потоа дали имаат тегоби во однос на поставување песмейкери и се до тоа каде што па апсолутно не смееме да користиме термални води, односно топли води. Топли води, да, апсолутно. Само во постудени или? Во постудени и краток престој. Постудени, ајде би рекла неутрални, оние 27-8 степени. Ништо повеќе од тоа. Секогаш, кога зборуваме за повозрастни пациенти кои што имаат проблеми со кардиоваскуларниот систем, правиме консултација и со кардиологот. Затоа што тој најдобро си го познава пациентот и што се може да ни предизвика проблем во однос на примената на хидротерапија, односно вална терапијата во случаев. Во секој случај кај сите кардиоваскуларни заболувања не се препорачуваат топли води, односно вода што е со температура повисока од 35-6 степени Целзиусови и тоа време траењето на престојот во водата се ограничува на максимум 10 минути. Ако е пониска, ако зборуваме за индиферентна температура на водата, некаде околу 30 степени Целзиусови, зборуваме околу, тогаш престојот на водата е нешто подолг. Може да биде и нешто подолг. А ако сакаме пак да се изведуваат вежби, тогаш да, температурата на водата треба да биде и малку пониска, некаде околу 28 степени Целзиусови. Така. Рековте дека има и физикална терапија. Да. Можат и тоа во сите бањи да има физиотерапевти, има специјалисти по физикална лекари кои што претходно вршат проценка на пациентот покрај моментот на тегобите што ги има за физикална терапија, се прави цел склоп на тоа дали сме и какви се придружни заболувања се појавуваат, за да се види на која температура и колка временски период смее да се престојува. Да, имаме состојби во кои што термалните води се апсолутно контраиндицирани заради одредени заболувања. Например? Па да речеме, во фибрилни состојби топла вода апсолутно не се користи. Оние термални базени. Каде што имаме акутни промени на кожата, каде што имаме отворени рани, не смее да се користи. При тешки кардиоваскуларни заболувања, топла вода, па ни неколку минути, апсолутно не смее да се користи. Споменате висок притисок оние што имаат. Кај нив каква бања препорачувате? Температура? Неутрална до топла.
Тоа значи дека можат да одат и во сауни или не? Со висок притисок тоа е не може? Со висок притисок, прво во сауната температурата е над 70 степени Целзиусови, ако зборуваме за сува сауна, ако зборуваме за парните бањи, за ситеноста на воздухот, иако има нели топли парни бањи од 45-50 степени Целзиусови па се до 80, за ситеноста на воздухот со влага е многу висока, така да не е баш препорачливо да се поминува луѓето со хипертензија малигна и неконтролирана да поминуваат во парни патил. Така, да ве прашам, цело време зборуваме за повозрастната популација, бидејќи тие се и најголемиот број од нашите гледачи, но не гледаат и родители. Дали за деца се препорачува? Апсолутно. Да. Зошто? Да. Што е тоа што влијае добро во растот на детето? Сите спортови кои што се сувоземни, ајде да ги кажеме, нивното оптеретување, одредената положба на телото, дали е тоа фудбал, дали е тоа кошарка, тенис, не врши рамномерно оптеретување на сите мускули и подеднакво во исто време. Само водата е таа која што во исти момент ги оптеретува сите мускули подеднакво и се јакнат сите подеднакво, а при тоа нема оптеретување на само една мускулна група. Во денешно време апсолутно пливањето треба да биде еден од изборните спортови кај родителите за своите деца, заради тоа што модерниот начин на живот и постојаното седење доведуваат да најголем дел од децата имаат сколиотично искривување на кифотично или сколиотично искривување на грбот. Само пливањето покрај медицинските вежби, ама само пливањето е рекреативен спорт кој што најправилно ја активира грбната мускулатура и го спречува развојот на деформитетите на рбетниот столб кај децата. Јас се сеќавам дека порано во една емисија гостуваше тренер за бебиња, тренер кој што ги учи да пливаат. Сега тоа ме потсети да ве прашам од која возраст препорачувате базени за детата? Штом ќе научат да пливаат, односно да, ако е сородител, може и од една годинка. Значи, од најраното најраната детство, возраст, веќе една апсолутно. година, да, почнува тоа рано детство. Меѓутоа, што порано детето се во вода, тоа толку е подобро за подобро. него. Да. Имаме ли гледач? Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до докторката. Едно прашање имам за докторката. Ајде. Јас имам акутен инфаркт, а боледувам мисли од кичма. Дали смеам да влезам во вода? Во некоја бајна да одам? Во овие состојби, значи кога е веќе имало инфаркт, дефинитивно последниот збор околу тоа дали смее да се користи бања го имаат кардиолозите. Така. Мора да се консултирате, Консултирате значи, со вашиот кардиолог. Во секој случај бањите со топли термални води апсолутно не доаѓаат во предвид во овој случај. Добро. Следното прашање, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до водителката и докторката. Благодарам. Едно прашање, ако може. Може, да, ве слушаме. Дали на спондилозата во вратот, што викаат шилците, кочување на вратот, болки во вратот, треба да се применува бањско лекување и во кој период од годината? Фала многу. Бањското лекување за спондилозата, дали е вратна, дали е лумбална, апсолутно е поволно. Заради тоа што од еден аспект ја релаксира мускулатурата, го намалува спазамот што се појавува заради спондилофитите и од друга страна пак ја јакне до одреден степен грбната мускулатура и ја превзема работата на рбетниот столб да го нема тоа оптеретување кое што го имало претходно. Во кој период од годината? Непишано правило е дека бањите најчесто се користат во есенскиот и во пролетниот период. Меѓутоа, во секој период од годината хидротерапијата е позитивна. Дали таа ќе се изведува како одење на море, дали ќе се изведува во зимскиот период како одење на бања, апсолутно нема ограничување во периодот кога да се оди на бања. Така.
односно кога да се применува хидротерапијата. Добро, ајде сега да ги погледнеме вестите во минута, да видиме што е ново кај нас и во светот, па продолжуваме со хидротерапија. Председателот Ѓорѓи Иванов ги започнува консултациите со надлежните институции и политичките партии. Денеска Иванов оствари средба со председателот на Уставниот суд Никола Ивановски. Тој вчера се сретна со амбасадорот Самуел Жбогар, шеф на делегацијата на Европската унија. Уште една анонимна дојава за бомба синоќа примила македонската полиција во 23 часот. Непознат маж од казнено-управната установа Идризово се јавил во полицијата и пријавил дека има бомба во собранието, но по целосна проверка полицијата не пронајде никаква експлозивна направа. Сообраќајот на граничниот преминев зони Богородица на македонско-грчката граница и денеска е во прекин во двата правца и за патнички и за моторни возила поради поставена блокада од трактори од страна на грчките земјоделци. Сообраќајот на автопатот Скопје-Тетово кај наплатната рампа Желино е во прекин во двата правци поради протест на вработените од фабриката Југохром. Блокадата почна во 11 часот и сообраќајот е пренасочен по локалниот пат. Еве неповторно во нашата алфа ординација продолжуваме со темата хидротерапија, лекување со помош на вода. Денеска заедно со нас е доктор Аница Хаджи Петрушева Јанкиевич, специјалист по физикална медицина и рехабилитација од болницата Аџи Бадем Систина. Ако немаме гледачи, јас би продолжила со прашањето околу... имаме гледач. Ајде, повелете, добар ден. Да, добар ден. Сакам да прашам, например, дали може да се инициира, да се прават повише базенти, да речеме регионот, да речеме Герија Стимица, еден базенти, тоа Салам, големи базенти, мислам, олимписки. Да речеме, мошти бусите гради да се, јако е тоа скапо, особено кај што има термални води, кај што е, али по ПС, по сите правила, дали, да речеме, ако некој има проблеми со срцето, таа топлата вода нешто смета, или па е добро вредната вода, а иначе да ви кажам вака на гледачите и да ве поздравам, нели вас почнувам обратен редослед. Нели за да подобро се запомните поздравот. Оти на почеток кажеш може се заборави. Така да. И на крај ќе поентирам што вика еден гледач таму. Ќе речем дека сум добра привач. Па ако знае некоја риба што не е заборавила да плива, би можел по телефонот да се јави да научам добра плива, сум стварно маратонец, делфин стил, сум пливал по 7 до 10 до 15 км во делфин стил. Е сега малце потешко, ама во секој случај многу поздрав до сите. А од Скопје ли се јавувате? Молим? Од Скопје се јавувате? Не мора да бидеме сите од Скопје. Не ве прашувам затоа што се нудите да учите пливање, па дали во Скопје или во некој друг град ќе можете да го понудите тоа ваше волонтерство? Па, вака, не можело и во Скопје, ама ваму нема базен, ти ме разбирате. Добро, ако нема базен во вашиот град... Да ме насмеја малце, ме разбирате ли? Ако де добро. Пријатна работа, многу поздрав до сите. Поздрав и до вас, благодарам. Добро, праша гледачот и за кардиолошките заболувања, зборувавме веќе, да. Најголемата пречка и ограничување. Меѓутоа па поголемите базини не може да се постигне температура која што е висока и би сметала до толку на кардиоваскуларните заболувања. Значи не можете да имате олимписки базен со температура на вода од 37-38 степени Целзиусови. Сепак таа температура на вода се употребува во помали базени, во кади, во кои што се прават како купки, односно или имерзии и потопувања кои што се во помали услови и пократко време траење и целно, така да големите базени во однос на хидрокинезитерапија, односно во однос на пливањето, не би требало да има некои големи ограничувања во однос на кардиоваскуларните. Дали тоа значи дека во базените можат и тие со кардиоваскуларни во базени со одредена, да, олимписки. Значи не можеме да зборуваме за олимписки базени заради тоа што во Македонија има еден, два, толку.
Добро, ќе отидат негде на друго место. На друго место. Таму температурата на водата не е во секој случај Не е висока, Да, над 24-25 Да. степени Целзиусови. Сега, нели, мора да се избалансира колку вежби, какви вежби, кое време траење, Така. за која тежина на кардиоваскуларно заболување. Така, во секој случај без консултација Без консултација со лекар. кардиолог и со лекар, апсолутно не е пожелно преоптеретување. Така. Ајде да го чуеме следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата и до докторката. Имам едно прашање. Ве молам, имам на коленото шилци и рскавицата ми е доста оштетена. Сега ме интересира дали може нешто да се стори со ова хидротерапија. Подоцна малку се уклучив, може се зборувале нешто пред тоа. Меѓутоа сакам сега да ми каже докторката, има ли нешто, може ли нешто да се стори со хидротерапија за ова работа моја? Благодарам. Значи, во однос на дегенеративните заболувања на коленото, тоа што го кажа господјата, може да помогне. Пак ќе кажам, хидротерапијата не лекува, таа помага. Во овој случај, бањското лекување во однос на топли води кои што ќе го подобрат движењето, односно ќе го олеснат движењето, е позитивно заради тоа што најчесто при гонартрозите се чувствуваат колената како стегнати, како згрчени. Со раздвижувањата и со вежбите во вода се подобрува екстензибилитетот на ткивата, да се прават купки топли ладни води за да има и одредено смирувачко дејство. Меѓутоа, целокупниот тој дел помага во однос на добивање и зголемување на обемот на движење. Нема да го добиеме целосниот, меѓутоа да го зголемиме обемот на движење. Само понатамошното одржување на тој обем на движење и продолжување на одржување на околната циркулација околу зглобот може да ги улесни тегобите. Од друга страна пак, покрај овие потопли води кои што ќе ги улеснат тегобите, примината на вежби во вода, дали се поголеми кади, базени, пак ќе кажам подводни точаци, подводни велосипеди или кинези трака подводна, сето тоа пак овозможува полесно зацврстување на мускулатурата на надколеницата и активација. Со нејзино зацврстување се олеснува работата на колениот зглоб, затоа што мускулатурата е таа што ќе превземе работата. Кога се мирува и не се превзема ништо, се взлегува во еден затворен круг. Колената болат, не може да се движи, слаба е мускулатурата, секое ново оптеретување е се поболно, се продолжува со мирување, се вкоченуваат, односно се укрутуваат колената, нема можност за подобрување на нивниот обем, нема можност за оптеретување и само се пасивизира пациентот. Како една иницијална каписла за подобрување и олеснување на состојбата, да, е хидротерапијата. Одлично. Продолжуваме повторно со гледач. Повелете. Ало? Ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав за водителката и докторката. Едно прашање имам до докторката. Повелете. Јас сум оперирана на срце. Имам менено ваула. Дали смеам да одам на бајни, а плюс имам и 6 во половината. Докторката, ако може да ми одговори. Повторно, одиме тоа дека мора консултација со кардиохирургот, односно кардиологот на господјата. Во овие случаи, ако е се стабилно, да, па и не мора да оди со целосно потопување во вода, може да се применуваат оние кади во кои што има делумно потопување, за да се улеснат тегобите и за да се подобрат движењето и затврсне мускулатурата. Меѓутоа, пак ќе кажам, секој пациент е
една Приказна група за приказна себе, за да. себе и не можеме да ги генерализираме, да кажуваме дека има влијание на кардиоваскуларниот систем, меѓутоа во однос на тоа кај секој пациент колку време траење, пак ќе кажам, колкаво оптеретување и колкава температура на водата мора да присече кардиологот. Така. Добро, продолжуваме. Повелете. Ве слушаме, добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање. Добар ден. Едно прашање сакам до докторката. Ајде. Имам оспороза. Дали може да се иде у бања? Така, остеопороза? Апсолутно. Да. Да. Никоја Значи, препорачувате бања или? Дали да се бањаме или не? Или не? Да. Во колку се... Дали може, имам кук оперисан, али протече, Како? Отече. Добро, оток имате? тече гној и дали може во вода да се иде со кукот? Значи, ако е само за остеопороза, пливањето апсолутно индицирано за дури и за третман како придружен со медикаментозната терапија за остеопорозата и пливањето. Пак ќе кажам, заради комплетната активација на целиот мускулен систем, подобрување на циркулацијата и подобрување на, односно повторно вградување на калциумовите соли во коскеното ткиво. Мирувањето е тоа кое што ни интензивира остеопорозата. Во однос на тегобите со колкот, она контраиндикација апсолутно што ја реков. Имаме акутна инфламација и имаме отворена рана. Апсолутна контраиндикација за примена на хидротерапија. Значи не. Не. Добро. Кога ќе се смират тегобите со... Значи, самото поставување на ендопротеза на колк е момент во кој што во самиот рехабилитационен процес следи хидрокинези терапијата. Немате соодветна рехабилитација без хидрокинези терапија кај поставувањето на ендопротези, колк, колено, рамо. Меѓутоа, постоењето на акутна инфламација, тоа што рече, и течење на гној, односно отворена рана, апсолутна контраиндикација. Добро. Повелете со прашањето. Добар ден. Добар ден. Поздрав за докторката и за водителката. Благодариме. Ајде да ве чуеме. Имам проблеми со коленото. Добро. Рскавицата ми се троши. И примав терапија, ми е подобро сега, ама кога ќе влезем во када да се истуширам, да седнем во када, коленото повторно ми отечува. Не проаѓа 10-15 минути, коленото ќе ми отече, ќе се надуе, да речем, и поново не можем да одим, да соберем, да освиткам коленото и многу имам проблеми тоа. Бев кај доктор, он ми кажа дека, не ми кажа зошто е тоа така, дали од водата, дали од друго, и почнав со ладни облоги, го санирам тоа, ама за 3-4 дена ќе го санирам. Благодарам на докторката за одговорот. Прво можно е самиот акт на влегување на када да прави поголема флексија, односно поголемо виткање во колениот зглоб, што го иритира и заради тоа да се појавува отокот. И втората работа е дека можно е користење на потопла вода. Кога веќе има одреден воспалителен процес, користиме ладна вода, односно поладни води, затоа што тие делуваат на намалување на отокот и намалување на инфламаторниот процес. Воколку господинот користи потопла вода, а има веќе акутен воспалителен процес, тоа само го зголемува отокот и му ги отежнува тегобите. Во секој случај, значи треба да се разграничи зошто се појавува болката и отокот, а втората работа е дека може да се вршат тие топло-ладни купки околу тушеви околу коленото. Тоа можат дома сами да го прават, нели? Во колку време траење? Топло-ладно, на кој период да се минува? По неколку секунди, затоа што се оди на ладна вода од
20 на степени, па се става на топла вода од 34-5 степени. Значи, баш е тоа купка од топло-ладно, кое што до 37 степени оди топлината на водата. И сега ниту многу топло не е пријатно локално ако држите туш, меѓутоа па ниту многу ладно е пријатно, ниту е дозволено. Се прават во размена на по 5 до 10 секунди, од прилика време траење од 1 минута. Така, и веќе можат и дома тоа да си го направат, секако ќе им користи. Тоа важи само за колено или може и лакти, може и лакт, рамо? може и за уморни стопала, или кои ги викаат, оние топло-ладни тушеви, навистина пријатно делуваат кога после цел ден стоење, одење, сте заморени и си ги чувствувате отечени нозете и ви трнат и ви е тешко да згазнете. Тие топло-ладни тушеви може и подолго, нели, во здрава состојба тогаш да се изведуваат и до 2 до 3 минути, навистина пријатно делуваат во подобрување на циркулацијата и намалувањето на локалните тегови. Ајде, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до докторката. Поздрав до вас. Јас сакам да прашам, јас сум на 74 години возраст. Имам сколиоза од младост, ја не сум ни знаела, остеоспороза и кичмениот столб ми е целиот со шилци и на лева страна искривен. Болки имам страшни. Бидејќи имав еден мал излив на мозокот, терапија не ми се дава физикална. Ми дадова само појас, меѓутоа едноставно не можем да го носим. Поздрав до докторката и да ми каже дали хидротерапија би ми можела да ми помогне. Мислам дека госпојата пред колку време рече дека од детство и откриле. Не, сколиозата е од детство. Изливот од колку е стар? Изливот има 4 години. Добро, значи постар датум. Во овој случај, ако е на медикаментозна терапија која што ја олеснува циркулацијата и ги превенира сите оние кардиоваскуларни тегоби, а има тегоби во однос на сколиозата, во однос на рбетниот столб и деформитетите што ги има, кои што провоцираат болка, да, можна е хидротерапија на температура на вода која што е индиферентна и која што нема да го оптерети систем, кардиоваскуларниот систем и нема да провоцира нови тегоби. Физикалната терапија се забранува, односно се ограничува на процедури кои што ќе создадат топлина заради тоа што таа пак ни прави, во случајов, проблеми со кардиоваскуларниот систем, меѓутоа пак ќе напоменам со соодветна температура на водата, соодветно оптеретување, време траење на оптеретувањето и време траење поминато во водата, апсолутно може да се користи. Така. Добро, сега да ги погледнеме кусиот блок реклами, па продолжуваме со темата за денеска. Во Алфа Ординација денеска зборуваме на тема хидротерапија, лекување со помош на вода, но во текот на емисијата зборувавме дека со хидротерапијата едноставно си го подобруваме начинот на живење, но не можеме да ги излекуваме целосно болестите. На кој начин ја користиме хидротерапијата, слушнавте низ разговорот со доктор Аница Хаджипетрушева Јанкиевич, специјалист по физикална медицина и рехабилитација од болницата Аџи Бадем Систина. Имаме гледач, да продолжиме со гледачот, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас имам скршеница над джогланот. И сега сум дома сум месец и 10 дена и сега лекување со помош на вода. Како да употребувам, како е најдобар начин? На кој дел од телото не слушнав? Па не го разбрав. Кај глуждот? Джогланот, имам скршеница, ми е скршена ногата. Тоа е глужд. Терапија со вода. Да. Ако се
во ред со скршеницата во однос на зараснување, месеци и неколку дена рече дека поминали, веќе може да се почне со постепено оптеретување, да терапијата може да биде, хидротерапијата е индицирана веќе во овој случај, значи се започнува со вежби во вода, кои што се во растеретна положба или со мало оптеретување, за со текот на времето да се подобри мобилноста, односно обемот на движење во самиот зглоб, да му се олесни движењето, затоа што пак ќе кажам, ја елиминираме гравитацијата и полесни се движењата што ги добиваме. Од друга страна, пак потисокот што го врши водата ни прави одреден отпор кој што ни овозможува да ја јакнеме околната мускулатура и рехабилитацијата после скршеници е најдобра во колку се комбинира со хидротерапија. Дали пак ќе кажам ќе бидат тоа бањски лекувалишта или ќе напомнам, заради модерниот начин на живење се тоа базени, подводни траки или слично кои што ни овозможуваат побрз начин на рехабилитација и враќање во секојдневие. Повелете, ве слушаме. Се исклучи. Сакав да ве прашам. Тука сте, добар ден. Да, добар ден. Ајде, ве слушаме, повелете. Се јавуваме за едно прашање. Ајде. Се работи за под лактицата или над лактицата на рака, на десната рака. Има долготрајни болки. Се пија аналгин, потоа се мачка со реумата гал и други субстанци, но тоа не престанува. Ша може да ни помогне? Болките се и во надлактицата, и во подлактицата? А најповеќе се осеќа над лактицата. Над лактицата? Да. Дали имате правено некакви испитувања? Има испитувања, е најдено меѓу 6 и 7 пршлен составување на двата. Значи, тегуби кои што како цервикобрахијален синдром заради промени во цервикалниот, во вратниот рбет, и тука се започнува со аналгетска терапија, физикална, покрај медикаментозната и физикална терапија, која што се одвива и на вратната регија и на раката, за да се смират тегубите и болките. Потоа може да се примени хидротерапија, меѓутоа најнапред оди класична физикална терапија за да се смират тегубите. Во акутна состојба кога е болно, не секогаш употребуваме и најчесто ја оставаме за подоцнежната фаза на рехабилитација хидротерапијата, затоа што прво мора да се смират болките, па да можеме да ги вршиме движењата, односно да можеме да го дорехабилитираме пациентот. Тоа значи дека со болки во хидротерапија ја исклучувате? Не апсолутно силна болка не сме, меѓутоа кога имаме акутна фаза на отежнато движење, силен воспалителен процес, нема да го почувствуваат пациентите бенефитот од хидротерапијата и заради тоа брзо ќе се откажат од самиот начин на лекување. Затоа сега кога се оди прво со аналгетска терапија од типот на класична физикална или медикаментозна, за да се посмират тегубите, кратко траен период, за потоа да се оди со хидротерапија, од кој што многу повеќе ќе се види бенефитот. Така. Споминавме повеќе болести кои што можат нели да некој начин им се олесни на пациентите со хидротерапијата, да не употребам и јас погрешен збор да се излекуваат, нели рековме не може. Што е она што не го кажавме од болестите, душевни болести? На почетокот ни се јави една од гледачките, кажа дека има добро искуство со самата вода делува смирувачки. Самиот момент на релаксација на мускулатурата го подобрува лачењето на оние неуротрансмитери и делува смирувачки на нервниот систем. Дури кај голем број на луѓе се смета дека самото гледање на вода или слика кога ќе видите море, плажа, го зголемува лачењето на ендорфин и односно хормонот на среќата, и заради тоа се смета дека хидротерапијата многу поволно влијае врз невролошки одредени заболувања во однос на релаксација и смирување. И затоа и почнале да ја
користат како таква, па потоа почнала да се развива. Што е со мускулните делови? Односно болести. Заболувањата на меките ткива. Ако зборуваме дека се тие травматски заболувања, се повреди на меките делови, тогаш во потполната рехабилитација, на почетокот се оди со намалување на инфламаторниот процес, намалување на отокот со класична физикална, меѓутоа сепак кога ќе зацели ткивото, односно кога ќе заздраве, ни е намален обемот на движење во соседниот глоб што го имобилизира, што го мобилизира тој повреден сегмент и враќањето во полн обем на движење е многу поолеснето воколку се врши со помош на хидрокинези терапија. Како што е и за зглобните повреди, како, не знам, шинување, истегнувања, најчесто се тоа скучни зглобови, колена, рамен, појас, ќе зацели, односно ќе заздрави мекоткивната повреда со класичните методи, меѓутоа потоа имаме проблем во однос на постигнување на обемот на движење во одредениот сегмент. Дури и кај скршениците, по старата дефиниција скршеница беше повреда на коскено ткиво, денеска има измена во која што вели дека скршеницата е придружна повреда при повредата на коскеното ткиво при повредата на меките ткива. Затоа што коската треба да има една анатомска структура кога ќе зарасне, меѓутоа во односот на процесот на рехабилитација ние се бориме со мекото ткиво. Односно, треба да ја вратиме функцијата на мекото ткиво. Повторно, за олеснување на враќање во функција, хидрокинезитерапијата многу помага. Така. Ке ги споменеме и бремените жени. Најчесто во бременоста жените се жалат од болки во кичмата. Дали и што е за нив препорачливо кога станува збор за хидротерапија? Воколку зборуваме за летните периоди, пливањето во море, изера, особено во морска вода, е препорачливо за бремените жени, заради тоа што ја јакнат апсолутно целата мускулатура и второ пријатно се чувствуваат и се релаксира. Примената на затворени базени не е многу препорачлива заради хигиенските услови и промената на флората кај жената во периодот на бременост и заради тоа повеќе би се препорачале термотерапија од типот на купки и потопување во вода во ограничени кади, базенчиња помали, во кои што ќе може да се изведуваат вежби, меѓутоа сепак тоа да не биде со мешање на многу луѓе. Но секако дека тие болки кои што ги чувствуваат ќе им се олеснат. Така, препорачувате значи и за нив. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавам од Битолско село. Многу ви е прекрасна емисијата и баш ја начекав. Ве поздравам водителката, а и ја поздравам и докторката. Благодариме и двете. Може да прашам за десново колено, ме боли може една година. Беса во Битола на лекар, ми дадоа едни апчиња. Ги спив апчињата и ме пратија на терапија. Изврши таа терапија. Сега вака настрана кон грбот да го свртам коленото, болки невидено има. Ми дадоа докторката упут за Охрид. Во Охрид отидов и ми рекоа, ќе појдеш у Битола, или купи си од Битола, од Охрид, мислам, инекцијата и дојди да ви ја пуштаме коленото. И ја прашам докторката, замолувам, дали е корисна таа инекција во коленото да пуштам? Каква инекција ви кажале? Не знам. Две инекции ми дадоа, мислам, моментално сапа и документот не ми е тука таму у ташката ми е. Значи, што е по состав инекцијата, затоа не би можела да се изјаснам. Дали е оние така наречени блокади народски, кортикостероиди, кои што се во однос на намалување на воспалителниот процес и смирување, или се додатоци во однос на хондроитин и глукозамин сулфат, кои што го олеснуваат движењето, или народски ги викаат како средства за подмачкување на коленото, зависно што и дале на господјата да прима. Во секој случај, после апликацијата на
двата типа на инекции треба да почувствува одредени олеснувања во однос на движењето. Така, ова може да се Времени. комбинира со хидротерапија? Да. Може. Одлично. Ајде. Значи, ќе видите за инекциите, а потоа на базен, секако во консултација со лекар. Би сакала да ни кажете, во Аџибадем Систина имате дел каде што ги правите овие хидротерапии. Да. Дали е тоа када, базен, каде не е се никада прави? ни базен, тоа е нешто што на балканските простори го нема, тоа е подводна трака. Како оние тредмил траки за трчање што ги има нели по теретаните, меѓутоа ова се изведува во вода. И зашто е добра? Добра е за рехабилитација после ендопротези на колкови, колена, скочни зглобови, после дисектомии, односно помали интервенции на кичма, заради дискус херни или од тој тип на интервенции, потоа во однос зборувам на оперативниот дел, добра е во однос на лумбоишијалги, односно дегенеративни заболувања на рбетниот столб заради повторно враќање и јакнење на грбната мускулатура. Позитивна е во однос на повторно гонартрози, коксартрози, односно дегенеративни заболувања на долните екстремитети. Заради тоа што така е поставена, може да се изведуваат и одредени ограничено, меѓутоа одредени вежби за лакти, за рамо при одредени патолошки состојби, дали ќе биде после тоа, после травматска повреда или после некој воспалителен процес. Да, веќе неколку месеци ја користиме и комбинираме, затоа што е понова терапија во нашиот оддел. Ја користиме траката во однос на рехабилитацијата на ендопротезите, ја комбинираме со останатите физикални процедури, меѓутоа можам да кажам дека и во периодот на подготовка на спортистите ни покажа голем удел ова трака, заради тоа што и на светско ниво, меѓутоа и кај нас професионалните спортисти во оној период на пауза и подготвување за новата сезона се рехабилитираат на хидротраката, која што има исклучително поволен ефект, заради тоа што постепено го воведува пациентот, односно оној што е на неа, во процесот на отпор на движење во вода и во односот на брзината на движење, заради елиминација на гравитацијската сила, сите движења што се на долните екстремитети, апсолутно и на лумбалниот дел се многу олеснети, многу подобро кондиционо се влегува во форма, не зборувам само за професионални спортисти, туку воопшто, нели, за пациент кој што бил пасивен заради скршеници или заради болки, многу подобро се влегува во кондициона форма и многу е потоа олеснето движењето во надворешни услови. Се уште не сме почнале, меѓутоа нели сепак во оној период на естетскиот дел кој што сега во пролет ни е многу битен, хидротраката многу поволно влија и во воведувањето на спортски активности во однос на моментот заради, ајде да речам, народски слабење, заради тоа што пак го имаме пасивниот период на зима, кој што напоменав, ќе излеземе надвор, ќе се активираме и ќе почнат да не болат сите мускули од нашето спортување толку и се препуштаме на оние естетски третмани кои што не е пожелно да ги правиме во, нели, заради одржување на телесна тежина, така да воведувањето во рекреативно спортување и започнување е многу поповолно кога ќе се почне на вежби во вода и трчање на хидротрака, заради тоа што го анулираме, односно го елиминираме моментот на удар кој што, ако трчаме на сувоземна трака, би го имале во колковите, колината и кичмата. Одлично. Ајде да ги чуеме сега гледачите. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката и до водителката. Ќе ве молам едно прашање. Што не знам дали некој може да мислам, до сега не ми одговорил никој. Од докторите, мислам, во... Ајде да ве чуеме, повелете. Е така. Ја имам 40 години, скочниот зглоб ми е фиксиран. Значи, знае докторката што тоа значи.
Значи, требаше да се ампутира ногата, меѓутоа доктори ми ја оставија во живот, што се вика, и сега, последниве 7-8 години, имам пареза на двете нозе. Пареза. Добро. И ги пијам лековите, сега ќе ви кажам, значи, веќе долго ги пијам импурин, што и други лекови пијам, сега ми се моментално импурин само, и ова депрезол, и за притисок таблети. Значи немам други. Сега, ќе ве молам, зошто на скочниот зглоб, кој што ми е фиксиран, и дали од парезата, дали е тоа од годините, веќе прстите не ги осеќам на нозете и ми се качуват нагоре. Нагоре ми се витка, према скочниот зглоб ми се виткаат прстите. А не ги осеќам. Значи не ги осеќам. Парезата резултат на што ви е? Пареза. Ама резултат на што? Значи парезата е симптом. Резултат на што? Дали имате проблеми со циркулаторниот дел? Дали сте имале проблеми со лумбалниот дел на кичмата? Значи, не, мене ми... Дали е пареза после никаков инзулт? Значи, парезата ни е симптом од одредено заболување, кое е примарното заболување што довело до таа пареза. Не знам, почна да ми трнат нозете, да ми трнат, почнам да паѓам од колена надоле. Само од колена надоле, значи. И еве го 3-4 години, 4 точно, ја не можам да се движам сама воопште, со помагала сум. Сте правеле снимки на рбетниот столб? Да, и ми става, како се вика ова на вратот, на ова, сега да ми текне, ме боцка овде на вратот и ми става, леле, како се вика тоа, најново сега. Блокадини? Какви? Како? Блокадини какви ви става, или? Не блокади, него ми става некоја течност. За да добијам во имунитет. Добро, а во лумбалниот дел, на лумбалниот дел? Не, на вратата и жилата. Лумбалниот дел, се знае, кичмата секого го боли, потоа сега ја и неправилно одев, и се морав со подпетици, нели, на таа нога која што ми е веќе скратување има од фиксираниот скочен зглоб, и така ми е зарасната као надоле, мислам, така ми ја фиксира, прстите подоле, пошто бев млада тогаш, и за да можам да носам некој број мал стикли, нели. Сега како... Најпаметно би било, значи, да се доиследи да се направи електромиографија, за да се види која е причината за парезата, да се направи магнетна резонанса на лумбалниот дел, затоа што најчесто паретичноста билатерална може да потекнува од тегоби со лумбалниот дел, значи не само обичен рентген, туку се што ќе ни покаже каква е структурата, магнетна резонанца, која што ќе ни покаже каква е структурата на дисковите и на рбетниот канал, и со елиминирање, ајде да речеме, на проблемите, тогаш би се намалила и тегубите во однос на трнењето, парезата и отежнатата чувствителност, односно неосетливоста на прстите. Постоењето на артродеза на зглобот само ги дополнително ги отежнува сите овие тегуби што веќе ги има пациентката со ногата, со госпојата. Значи треба да се направат доиследувања за да се најде потеклото на парезата. Дали е тоа невролошко, дали е тоа васкуларно потекло и потоа да се решава примерниот проблем. Добро. Ајде уште еден гледач, последен за денеска. Повелете. Ало. Ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Среќен ден. Поздравам вас, седелката и докторката. Благодарам и вам да ви е убав денот. Убав ден, ен празник христијански. Повелете. Ме интересира на хидротерапија, и дали наша обична од чишт или некоја е специјална од минерални води. Аха. Дали се користи вода од чешме или минерална? Тоа е прашањето? Попита дали е. Да. Аха. Добро. Ние во текот на емисијата зборувавме, нели? Да,
се вклучи професор. Добро, еве накусо ќе ви одговориме. Да, значи во однос на хидротерапија се користи и обична вода во која што може да се додаваат минерали, може да се користи и вода од термални води кои што имаат одредена топлина на своето извориште и со одредено количество на растворени минерални материи во себе. Во секој случај било каква хидротерапија кога е веќе препорачана е подобра од никаква. Така да не го избегнуваме моментот обичен базен. Секакво вежбање во базен и движење во базен е многу подобро отколку ништо не правење. Да, одлично. Да ве поздравам многу и посакувам голем успех на сите доктори и водители, на сите телевизии, на сите кругови во Македонија и на сите да их препорачам да одат во Свети Јован, има многу убава лековита вода што е оваа болница. Да биде се здраво живо. Ви благодариме за препораката, се најубаво. И Јован во капите. И додат кај докторката на чиста енергија со Господ. И многу верувам на вакви луѓе. Добро. Пријатно и Пријатно, се најубаво. Поздрав. Поздрав. Ајде да кажеме, еве при крај ја завршуваме емисијата, кој е тимот кој што работи на вакви олеснување на пациентите? Во секој случај, секогаш има тимска работа. Секогаш оди релацијата зависно од типот на пациентот, дали ќе биде ортопед, травматолог, односно хирург, физијатар, физиотерапевт, или ќе оди во однос на ревматолог, физијатар, физиотерапевт, или пак во однос со, кога зборувавме за кардиоваскуларните тегуби, консултација и со кардиологот, и со ортопед, травматолог, ревматолог, пак физијатар, физиотерапевт. Меѓутоа, во секој случај, физијатарот, односно докторот специјалист по физикална и физиотерапевтот се алката во тимот која што е секогаш присутна. Не дека тие одлучуваат сами, само тие се онаа поддршка која што е потребна за хидротерапијата, во консултација со останатите гранки, зависно од тегобите на пациентот. Во однос на вежбите кои што се изведуваат кај дечиња за зајакнување на грбната мускулатура, тука може да биде во тимот и терапевт, физиотерапевт, кој што соодветно ќе ги представува, покажува и изведува заедно со детенцето вежбите и ќе ја дава насоки во кои како да се одвиваат, или пак да бидат од факултетот за физичка култура, кои што исто така навистина добро влијаат во однос на хидрокинези терапијата во нејзиното спроведување. За крај, совет и препорака за нашите гледачи кои што се двоумат можеби или се уште имаат дилеми околу хидротерапијата, да или не, што би им препорачале? Секако да, меѓутоа не хидротерапија само како цел на лекување, туку и хидротерапија како цел на одржување на здравјето. Дали тоа ќе биде секојдневно пливање или вежбање на подводна трака, на хидротрака, дали тоа ќе биде оние домашни топлоладни тушеви, купки и слично, да бидат и бањски лекувалишта, кои што навистина пријатно делуваат на севкупниот метаболизам на организмот и релаксационо делуваат, така да навистина, што се вели, ги полнат батериите за да се продолжи понатаму. Одлично. Ви благодарам многу за денешното гостување. Вам, почитувани гледачи, ви се заблагодарувам за вниманието. Ако во изминатиот период ви велев да седите повеќе дома заради мразот и студот, сега ќе ви кажам, почнувајте да излегувате, шетајте повеќе, некако температурите почнуваат да се качуваат, почнува да мирисе и на пролет, иако е рано, но како и да е, слушнавте од нашата денешна докторка дека е добро да се пешачи, па и кога е постудено. Да не заборавиме да одиме во овие студени денови. Ви посакувам убаво попладне и кога ќе бидете дома, гледајте Алфа телевизија. Довидување.